Се пребарува теренот на Руен и од македонски и од бугарска страна, за да се најде 47 годишниот Ацо Јовановски од македонска Каменица. Денеска роднини на Ацо со поддршка на бугарската полиција ги пребаруваат можните патеки по кои би се движел Ацо доколку залутел од бугарската страна на планината. Од македонска, денеска 30 доброволци од македонска Каменица, заедно со представници од полицијата, ловното и пожарното, повторно го пребаруваат теренот на врвот Руен, каде бил за последен пат виден Ацо на меѓуграничната средба на планинарите од Македонија и Бугарија. Семејството ги брои деновите, денеска се навршија 7 дена, откако нема ни трага ни глас од нивниот Ацо. Рече сега година се оди тамо, било и пред другите години, ама сега беа многу лоши временските услови. Магливо, дожд и сам е бил. Така да си крене најверојатно ќе пато за дом и грешиле патови. Сега не знаеме дека точно дали е жив, дали не. Веста за потрагата по Ацо предизвика голем интерес и во јавноста. Да бевме одговорна држава, досега ќе се побараше помош од бугарската горска служба. Тие покриваат пола осоговија и се страшни професионалци, а полицијата претпоставувам не ги ни прашала организаторот од Каменица ниту учесниците од спортските клубови кои го воделе. И веќе еднаш треба да сватиме дека планините не се шала, таму гинат професионалци, а не пак некој што еднаш годишно му текнало да се шета. Господ е голем, нека го најдат жив и здрав. Денеска од СВР беа недостапни за да информираат за нови детали околу потрагата за исчезнатото лице со посебни потреби од Каменичка Саса. Како што изјавија вчера, лицето е пријавено за исчезнато на 18 јули, а потрагата по него ќе трае се додека тоа не е пронајдено.